се собравме денеска овде во организација на заедно на ЗНМ со нашите колеги од синдикатот да го организираме овој протестен марш од кој ќе упатиме неколку пораки. Зошто денес и зошто ќе продолжиме во нашата настојчивост во идниот период? Затоа што за новинарството се работи, а чувствуваме, знаеме дека работите тапкаат во место, дури и се влошува. Сметаме дека вака веќе не може. Законите важни за медиумите не се спроведуваат, јавните функционери имаат потценувачки однос кон новинарите и снимателите, државниот пиар ја зима работата на новинарите, на снимателите, на фоторепортерите, владата создаде најголема редакција во земјата. Државните институции и нивните директори имаат проблем да сватат дека не е транспарентност кога со денови чекате одговор, а добивате пиар памфлет за објава. Локалните и регионални медиуми работат на раб на издржување. Безбедноста на новинарите не е на ниво на кое што треба да биде. Некој ме праша деновиве што ви падна на ум да протестирате кога немате затворени или не дај Боже убиени новинари, а и слободата на говор е подобра денес колку што беше пред неколку години. Му одговори понака како што и сега ќе кажам. Така е, прав си му велам, но излегуваме на протестен марш за да спречиме можност, тенденциите кои ги набројав предходно, утре да ни се преточат во нешто многу полошо. Колегата Неври од Тетово пред известно време го бркаа со секира. Колегата снимател Љубо му удрија бокс пред камера. На колешка од ТВ21 и брешеа снимки од мобилниот телефон. Директор псуеше со најпогрдни зборови новинарка на колешка од МКД. Гледаме тужби од бизнисмени и политичари на секој чекор за издржани истражувачки истории. Колешката Маја Јовановска, раководител во една општина, и велеше: ќе видиш што ќе ти се случи ако дојдеш тука. Навреди на социјалните мрежи за новинарките, смртни закани, од кој како стигне и тоа е секојдневие. Да не набројувам, имало многу вакви работи. Ваквиот амбиент не сакаме да го градиме, нити поддржуваме и сакаме да му кажеме стоп. Треба да се случат промени. Затоа сега е вистинскиот момент да се чуе нашиот глас, да превенираме работите да ни отидат во неврат и да ја спратиме пораката. Тука сме, можеме да разговараме, но имаме сериозни барања до владата и до парламентот. Кои се тие барања? Стоп за негативниот тренд на понижувачки говор од страна на министри, директори, политичари. Стоп за агресивниот државен пиар што ја зема работата на новинарите, а државните институции ги претвара во Потемкиново село за очите на јавноста. Подршка за колегите од натрешноста, кои денес дојдоа во најголем број да го поддржат овој марш, во насока на изнаоѓање системско решение за квалитетна новинарска содржина и достоинствени плати, обезбедување услови за квалитетни професионални новинарски продукти, за традиционалните, но и за новите медиуми, имплементација на законите кои се важни во новинарската сфера, за обезбедување и независно функционално работење на јавниот сервис и на регулаторот. Брза и ефикасна имплементација на законите кои ја третираат безбедноста на новинарите. За сите овие барања, до владата доставивме акцијски план со точки, подточки и рокови за реализација. Доста ни е од изговори, ова е најважната работа за да обезбедиме демократски амбиент во кој ќе ја цементираме слободата на говорот како најсилен императив за добро функционирање на државата. Бараме почит за новинарската професија, за сите нас. Никој не смее да не потценува и навредува, затоа што на крајот на денот работиме за граѓаните и работиме за јавниот интерес. Новинарството е јавно добро кое што не припаѓа ниту на владата, ниту на опозицијата, ниту на партиите, ниту на газдите на медиумите. Им припаѓа на новинарите и новинарките. Затоа условите во кои работиме мора да бидат достоинствени. На крајот ќе упатам една порака до граѓаните кои секојдневно не следат. Прво да им се извиниме што денеска на 2 часа ќе направиме мал метеж и застој во сообраќајот. Второ да им се извиниме ако некогаш се почувствувале изневерени од нас новинарите, ако почувствувале дека бизнис и политичките центри на моќ влијаат или можат да влијаат за тоа како ви информираме. Ако почувствувале дека се уценети или дека им се нудат содржини кои ја навредуваат нивната интелигенција. Јас ги уверувам и нив дека со овие луѓе со кои